Големите протести кои почнаа во јуни годинава го втурнаа азискиот финансиски центар Хонг Конг во неговата најсериозна криза во изминативе неколку децении. Тие исто така представуваат еден од најголемите народни предизвици за кинескиот лидер Си Џинпинг од моментот кога дојде на власт во 2012 година. From the UK to China, President Tang at the time promised us that we are going to have general elections for both the Legislative Council and the Chief Executive. But none of that was happening. 5 years ago we did the same thing, asking for the same thing that we had promised. But then now, we are 5 years later, not only that our promises are not fulfilled, they even put a China extradition bill, which is even worse. И покрај интензивниот полициски одговор и се поострите реакции на протестите од официјален Пекинг, движењето што започна пред 2 месеца против предлог законот со кој се дозволува екстрадиција во Кина, сепак се чини дека ужива широка поддршка во градот, во кој живеат повеќе од 7 милиони луѓе. 導致香港亂嘅最主要並唔係我哋呢班抗爭者或者學生或者係泛民主派嘅人，而令到呢個香港亂嘅反而係香港特區政府。佢哋咁耐以嚟由6月頭去到而家都唔肯。We share the same values as US and EU, that we fight for democracy, we fight for justice, and so we hope those countries can stand up and speak out for Hong Kong. Од пењето на христијанската песна "Пејте Алелуја за Господ", која се појави како неофицијална химна на продемократското движење, па се до формирањето разни групи за поддршка меѓу нив, демонстрантите создадоа добро развиен систем за обезбедување, набавки, помош и поддршка. 香港亂的確係而家係有少少混亂嘅，因為而家喺個民主抗爭嘅路上邊啦。